Поради тоа што претседателот на општинската организација на СДС во Кочани не даде одговор на прашањето, ве информираме дека согласно официјалната евиденција во Министерството за информатичко општество и администрација, 550 институции немаат годишен план за вработување за 2019 година или имаат негативно мислење за поднесениот годишен план за 2019 година и согласно член 20б став 9 од Законот за вработени во јавниот сектор, институциите не можат да спроведат постапка за вработување на неопределено работно време. Една од тие институции кои немаат годишен план за вработување за 2019 година или имаат негативно мислење за поднесениот годишен план за 2019 година е јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Кочани. Веде директорот во оваа установа е претседателот на општинската организација на СДСМ Кочани Гоце Серафимов. Дополнително прашање е дали овие институции имаат спроведено вакви вработувања. Во делот со лични дискредитации само ќе дополниме дека на посебната сметка во споменатото училиште локалната наследува околу 1 милион денари. Средствата на сметката се паричните средства собрани од наставниците. Санацијата на санитарните во училиштето е спроведена од средства на професорите и управата од истото училиште. Вработени кои несебично се откажаа од средства кои ги следуваат за да помогнат во санација на тоалетите. Тоа се пари од кои секој наставник се откажа доброволно. Одлуката беше одобрена од наставнички совет, а потоа донесена како училишен одбор во училиштето кое е споменато. Прашање за претседателот на општинската организација: од која привилегија се имате откажано вие, господине Серафимов, ако се земе во предвид дека станавте веде директор веднаш по добивањето на партиската функција? Следува обнова на Македонија. ПС, вашиот стил нема да го коментираме, се вели во реакцијата од претседателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Миле Левков.